Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 27 мај 2016. Добар ден, јас сум Славица Арсов, уредник и водител на Пулт на Радио Слободна Македонија. Ке го следите овој политички магазин до 12 часот. Бурна политичка недела, многу настани кои што денес ќе бидат предмет на наша анализа. Ви најавувам интересен и добар разговор со професор доктор Андон Чебишев, пратеник во Македонското собрание. Останете на оваа фреквенција, почнуваме веднаш по музичкиот вовод. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Со Пулт на Радио Слободна Македонија велам добар ден за мојот гостин соговорник професор доктор Андон Чебишев, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ во Македонското собрание. Добар ден на сите вас во студиото на Радио Слободна Македонија и на сите граѓани на Република Македонија. Господине Чебишев, изминативе денови во континуитет излегувавте пред јавноста со факти, со документи поврзани со имотната состојба на вашиот колега, пратеник и портпарол на СДСМ Петра Шилагов. Што е она што е спорно според вас и според вашата партија кога што се однесува на имотната состојба и на финансиското работење на вашиот колега? Па видите вака, во последните неколку денови ние дојдовме до некои информации кои беа подкрепени со документи, во кои што видовме дека колегата Шилегов минатата година, 2015, негде во јули месец, морам да кажам дека тоа беше периодот кога на големо се објавува нивните политички бомби, нели? Тие се собираа секој ден во нивниот штаб и ги презентира тугите приватни разговори, незаконски стекнати, се разбира. Колегата Шилегов во тој период купил 2 стана со вкупна површина од околу 150 метри квадратни, кои што заедно чинат околу 160.000 евра на една прилично атрактивна локација на улица Партизански одреди, негде во Карпош. И за тие 2 стана апсолутно немаше никаква информација во документите за неговата имотна состојба. Затоа што ние како јавни личности, нели, секоја промена на имотната состојба треба да ја пријавиме во одредени институции на Република Македонија. Јас тоа излегов и јавно на легитимна пресконференција го презентирав и за жал при тоа се соочив со една невообичаена ситуација која што јас како доктор можда не можам добро да ја разберам, веројатно вие како професионални новинари подобро разбирате. Меѓутоа, лично сметам дека се работи за еден преседан во кој што се случи една јавна личност, пратеник во собранието на Република Македонија, при тоа и портпарол на најголемата опозицијска партија, агресивно и недолично, да не кажам примитивно, да дојде на пресконференција на друг пратеник од друга политичка групација и да се обиде на некаков начин да ја омаловажи целата ситуација или да покаже во јавноста дека дел од тие информации што јас ги изнесов дека не се точни. Значи јас сметам, еве и како доктор, дека нема потреба некој, ако е во право или ако смета дека тоа што ние го кажуваме јавно за него не е вистина, онака агресивно и нервозно да настапува и не соодветно да реагира. Ако гледаме психолошки профил на една таква личност која што така нервозно настапува, секогаш помислуваме дека сепак во позадина има нешто кое што тој сака да го сокрие или сака да го минимизира и за тоа да не добие публицитет во јавноста. Затоа и јас се обидов на некаков начин да покажам дека не е местото на партеници во собранието да се расправаат на улица и притоа во присуство на, да речеме, некаде околу 15 на новинари од разни редакции кои што функционираат во државата и уште 20 на камери, дека за таква дебата има место. На крајот краишта, се што јас поставив
како легитимно прашање во моето обраќање кон јавноста, колегата Шилегов, тука беа камерите, тука беа и новинарите. Можеше веднаш, без многу да се мачи, без да ги повикува, без да закажува соочување со јавноста, да си ги каже своите ставови, како што и ги кажа. Меѓутоа, тој се обиде да направи инцидент, меѓутоа, јас во моментот проценив дека навистина не треба. Бевте изненадени од овој потек? Мене ми изненади тоа што се работи за човек кој што е портпарол на најголемата опозицијска партија и многу често е тој во позиција да некого обвинува, да изнесува документи во врска со неговите политички противници или било кој во општеството и некако моето очекување беше дека таквите политичари треба да имаат уште повисок праг на толеранција, кога пак од другата страна ќе најдат на некакви обвинувања. Апсолутно, еве јас ќе се обидам сега со еден краток вовет да го објаснам ова што вие го зачнавте као дискусија. Ние сме пратеници во собранието на Република Македонија и ние сме представници на граѓаните во тој, да кажем, законодавен дом. Ние сме добиле поддршка како политичка групација, како политичка програма, како политичка платформа, сме добиле поддршка од граѓаните и ги представуваме во собранието. Јас лично сметам дека секој пратеник треба да има одреден код на однесување. Еве ќе кажам за мене лично, дека јас не смеам наутро да излезам од дома, додека не ме провери мојата сопруга дали сум соодветно облечен, дали сум избричен и дали треба да излезам таков како што сум во јавност. Друго, кога се движам по улица, сигурно дека треба да внимавам како го управувам возилото, како комуницирам со луѓето по улица и на крајот како се однесувам во собранието, па и надвор од собранието. Затоа сметам лично дека не е ниво. Мислам дека е апсолутно под ниво на една јавна личност која што носи функција пратеник во собранието да се однесува на онаков начин. Сима, пак ќе повторам, сима и начин, сима и место каде може да се води таква дебата. Јас не добив покана за таква дебата. Само добив нервозно, агресивно однесување, во кое што од мене се бараше да кажам што не ми било јасно за становите. Или, да додадам, после тоа имаше разни написи по проопозицијските портали, па и медиуми, дека Чибишев избегал од вистината. Еве јас тоа со неколку реченици да го елаборирам. Од каква вистина избега Чибишев? Значи, вистината која што излезе на виделина е дека господинот Петре Шилегов има плюс 2 стана на во својот имот. И тоа по прилична голема квадратура, кои што чинат прилично сериозна сума на финансиски средства. Ако па ги изнесам тука податоците кои што ги изнесоа некои медиуми, дека колегата Шилегов по вокација е правник и адвокат, бил пријавен пред да влезе во собрание како пратеник. Сега има плата, да речеме, негде околу 1000 евра, толку колку што имам и јас. Бил пријавен на сума од 23.000. Неговата сопруга која функционира во неговата фирма на 11.000, кој ќе ги собереме тие пари и кога ќе направиме некоја математичка истрага, колку треба за тие станови на кредитот од 23 години да се плаќа рата, ќе испадне дека колегата Шилегов не може да функционира со тие пари. Прво, не може да ја плати ратата, а кога си поставувам прашање, од што ќе живее? Значи, многу работи има тука неразјаснети и затоа јас го разбирам неговото нервозно и агресивно однесување. Затоа што сметам дека кога човек не е во право, кога човек нема аргументи, кога човек не знае како да ја сокрие вистината која што е непријатна за него, станува агресивен. Јас како доктор тоа многу пати во праксата сум го видел и затоа сметам дека таквото агресивно однесување и нервозно и инсистирање да
јас одговорам на некои прашања, кои што тој сега во тој момент смета дека треба да му се одговорат, дека е резултат на моменталната негова состојба во која што тој се почувствува погоден со нешто за што тој не сака да се зборува во јавност. Побаравте ли од антикорупцијската комисија и други надлежни институции да постапуваат за овој случај кој го отвори? Па видите, случајот се уште не се уште е актуелен. Меѓутоа, јас еве како пратеник, како јавна личност, ги повикувам сите институции во Република Македонија, па и антикорупцијската комисија чија што задача е ова да го следи, да отворат постапка и да проверат дали се што е купено не само за господинот Петре Шилегов, туку за сите јавни личности. Еве и за мене нека проверат, еве ги повикувам и за мене. Јас имам поднесено лист за имотна состојба, немам во меѓувреме никакви промени. Меѓутоа, еве без разлика дали имам, на крајот краишта мојот имотен лист е јавно достапен, сите може да го погледнат, да видат со што располагам, сите да ги проверат, за навистина јавноста да биде уверена дека ние кои што обавуваме јавни функции, дека се однесуваме во склад со законите кои што се важечки во Република Македонија. Господине Чебишев, ќе преминам на друга актуелна тема. Вие сте пратеник во Македонското собрание. Од пред 2 недели повторно собранието се врати во работа по одлуката на Уставниот суд за замрзнување на сите изборни активности, поништување на одлуката за распуштање на парламентот. Првата одлука која што ја донесовте како пратеници беше за одложување на изборите и враќање во функција на старо-новата политичка влада помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Дали сметате дека тоа беше исправно лично и зошто еден ваков потек, зошто враќање на политичката влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ без СДС? Па видите, ние се наоѓавме во една неодржлива состојба, неколку месеци, морам да ја наречам хибридна состојба, во која што хибридна состојба функционираше една хибридна влада, која што според мене не беше функционална. Значи, за да функционира една држава и да функционира една влада, треба да има одредена политичка програма и одредена политичка платформа. Врз основа на која таа политичка влада ќе функционира и врз основа на која добила доверба од граѓаните. Ако не ја реализира програмата, па и платформата, на следните избори ќе има соодветен одговор од граѓаните. Меѓутоа, тука имавме една ситуација во која што беше формирана влада според фамозниот Пржински договор, нели, која што требаше 100 дена пред изборите, кои што со Пржинскиот договор се закажа за 24 април, да ги подготви следните парламентарни избори. Меѓутоа се случи тоа што се случи, нели, нашите политички противници не беа подготвени за избори, тоа се гледаше од авион, не сакаа да излезат на избори, направија повторно проблеми околу избирачкиот список, па не знам, не биле слободни медиумите и така натаму. Сите и граѓаните знаат дека тоа не се причините за одлагање на изборите. Изборите на 24 април се одложија. И се договори нов датум, кој не беше датум на ВМРО, ДПМН и на пратеничката група или на представниците во владата. Тој датум беше предлог повторно од СДСМ и од представниците на меѓународната заедница кои учествуваат како медиатори во целиот овој процес. И сега повторно една ситуација која што навистина не можам да ја објаснам, пак хибридна ситуација, во која што повторно неколку дена пред датумот за избори, ние добиваме сигнали дека СДСМ не се подготвени за избори. Туди тие тоа и јавно го кажуваа дека еве, не идеме на избори, не зашто не сме подготвени, ама нели медиумите не биле регулирани, а сега се регулирани, нели, еве, сега слушаме како се регулирани медиумите со информацијата што ја добиваме за Телма телевизија. Може понатаму ако сакате да го коментираме и тоа. Значи, не е така како што кажуваат, меѓутоа дојдовме во ситуација државата да не функционира. Значи, немаме собрание, кој е законодавен дом,
Значи, ниједна одлука во државата без одлука на собрание не може да се донесе, а немаме избори. Имаме хибридна влада, во која што имаме 20 министри од СДСМ, кои што и 4 помошници, кои што таму седнале без подршка од граѓаните. Едноставно без легитимитет, и имавме нефункционална влада затоа што дел од тие министри ги кочеа проектите на владата. Сега јас сметам дека одлуката да се активира собранието и повторно да се стави во функција е направена со одлука на Уставниот суд. Уставниот суд е врвна правна институција во секоја правна држава. Нивната одлука не е во склад со моите лични мислења. Еве, и не е во склад со мислењата на мојата пратеничка група и мојата партија. Меѓутоа, ние не смееме да помислиме да не почитуваме одлука на судски органи, па за Уставен суд ни на сон не смееме да помислиме дека нема да почитуваме одлуки. Затоа ние ќе ја почитуваме одлуката на Уставниот суд. Ние го свикавме собранието, почна собранието да функционира и сметам дека сега враќање на старо-новата политичка влада е најдоброто решение во овој политички момент. Затоа што меѓународната заедница, Европската унија и останатите меѓународни представници од нас бараат спроведување на одредени реформи. Еве да речеме тие фамозни заклучоци од Прибе, од господинот Прибе. Како ние да ги реализираме ако во редовите на владата имаме луѓе кои што постојано прават обструкции? Па нема да можеме ниедна од тие реформи да ги спроведеме. Вака, јас сметам дека за одреден временски период, не сакам да преюдицирам и да шпекулирам колку тоа би траело, ние ќе ги спроведеме тие реформи и после тоа можеме да одиме на избори. Се надевам дека тогаш колегите од СДСМ ќе прифатат да одат на избори. Плюс на тоа, еве вчера имаше една изјава од комесарот за проширување господинот Јоханес Хан, кој што практички го дели моето, односно нашето мислење дека старо-новата влада е таја која што треба да ги спроведе одредените реформи кои што ги бара меѓународната заедница, а во меѓувреме можда тие пак како медиатори или како помагатели ќе ни помогнат да го надминеме тој период и што поскоро да спроведеме избори, на кои што избори тие што ќе добијат поддршка од граѓаните и легитимитет од граѓаните да формираат влада и да престане ова што сега се случува во Македонија, затоа што сметам дека ние 2 години стоиме во место, на место да ги спроведуваме проектите кои што сме ги ветиле пред граѓаните. Па јас сум одел во предизборна кампања, сум ветувал проекти во општината од кај што доаѓам, во општина Карпош. Како да ги реализираме ние проектите кога владата не функционира, кога собранието не функционира, кога државата секојдневно се соочува со протести, со обструкции, со несоодветно однесување. Значи институциите, наместо да се занимаваат со проекти, да се занимаваат со проблемите на граѓаните, институциите се занимаваат како да го одржат овој некој контролиран мир или контролирана нестабилност во државата. СДСМ и невладините јавно потенцираат постојано дека е потребно формирање на нова коалициска, широка и експертска влада до изборите и тоа се намитнува како нивни приоритет број 1, дури поголем од прашањето на повлекување на аболицијата за кое нели наводно се протестира низ државата. Сте биле дел од една таква влада и тоа во 2001 година. Чина, можете ли да ни го кажете вашето искуство и позитивни и негативни страни на функционирањето во една таква неполитичка влада, влада избрана од неизбрана на директни избори? Видите, кога го слушам таквото барање од СДСМ, не можам да не се вратам во 2001-2002 година, кога исто така се формираше таква влада на широка коалиција, кога беше војната криза, кога имавме воен конфликт во државата. Луѓе што малку ја познаваат политиката или воопшто не ја познаваат политиката, ќе видат дека таквото барање не е барање за нешто да се среди во државата или некои проблеми да се разрешат во државата со заеднички сили. Тоа е гола борба за власт. Значи, по секоја цена да влеземе во власта и да функционираме. Кога ќе има после избори, да сме живи и здрави. Важно ние ќе си влеземе во владата
и како тие функционираат во владата. И во периодот 2001-2002 година. И сега, првите одлуки што ги донесоа нивните министри кога влегоа во владата, беа кадровски решенија. Па дали ние со кадровски решенија ќе ја поправаме ситуацијата во државата? Дали сметаат тие дека тие кадри што ги поставил некој друг министер не се добри, овие нивните ќе бидат подобри? Од тука се гледа дека тоа е гола борба за власт. 2001 година, ќе ви кажам само еден пример. Јас бев државен секретар во Министерството за здравство. Министерот кој што дојде во владата на широка коалиција, првата одлука што ја донесе, го смени директорот на клинички центар. Бели, јас од клинички центар доаѓам. Следниот ден, тој директор од клинички центар ги смени 80% од директорите на клиниките. Какви реформи ние ќе правиме? Ќе правиме реформи, значи во 2 дена сите кадри кои што ги поставила владата или претходна, ние ги менуваме. Зашто? За да владееме. Па не влегуваат они во владата. Нели не влегуваат во владата за да владеат? Нели влегуваат за да се подобри политичката ситуација, за да се смират страстите, да се смири состојбата во државата, граѓаните да се чувствуваат посигурно. Мислам дека се работи пак крајниот заклучок од се, тоа е гола борба за власт. Да влеземе во власта по секоја цена, без подршка од електоратот, без подршка од граѓаните, без легитимитет. Мислам дека тоа е една уникатна состојба, една уникатна ситуација која што јас себе со моето скромно познавање на политиката не сум го видел, не сум прочитал, не сум сретнал никаде во светот. Како член на парламентот, секојдневно зградата на собранието е бојосувана од така наречената шарена револуција. Какво е вашето гледање на протестите кои се случуваат во повеќе градови? Па видите, изразувањето на револт и протест е легитимно право во една демократска држава. Секој може да го каже своето мислење, секој може да изрази протест за одредени случувања или за одредени потези и тоа е нели легитимно. Можеш да излезеш на улица и да протестираш. Меѓутоа, да протестираш и при тоа да го загорчуваш или да го попречуваш нормалното функционирање на останатите граѓани, тоа за мене не е прифатливо. Да протестираш и при тоа да уништуваш државни објекти кои што патем се направени или создадени со средства на сите граѓани. И тоа мислам дека не е прифатливо. И видите сега што се случува. На тие протести учествуваат многу јавни личности кои што доаѓаат таму и мислам дека е неприфатливо. За мене лично една јавна личност да уништува државна собственост. Уништувањето го гледам со тоа што ако некој создал одредено дело кој што смета дека така како што го создал е најдобро, мене можда лично не ми се допаѓа, не ми се бендисува тоа. Тоа не ми дава за право да земам и да го изфарбам со боја. Добро, примерот го даде и лидерот на опозицијата. Па именно тоа сакам да го кажам. Да излезеш ти, да фрлаш боја и при тоа да кажуваш дека тоа е твојот начин на изразување на револт, јас ќе ви дам еден практичен пример. Јас не се согласувам со ставовите на одредени политичари во оваа држава. Мојот револт, сега ќе наполнам еден контейнер со боја, ќе прашам кај живеат, ќе соберам неколку мои пријатели, ќе идеме ќе моја боја на куќата. Дали е тоа во ред? Дали е тоа нивното поимање за демократијата? Или тоа е вовет во една тешка анархија? Ако сметаат тие луѓе дека институциите не реагираат на таквото однесување затоа што не ги интересира, мислам дека се во голема заблуда. Институциите се уште не реагираат, според мене, затоа што сметаат дека тие сами еднаш или два пати од кој ќе фрлат таков балон со боја, ќе сватат дека со балонот со боја нема да ја донесат ништо добро на оваа држава, нема да ја донесат ништо добро на граѓаните и нема да ја вратат демократијата во државата.
Гледаме дека таа борба за демократија ги неколку пати ги искрши прозорците овде во Радио Слободна Македонија каде што се наоѓаме, а може веќе да видам дека објавено по порталите дека синоќа била обоена и телевизија Сител, претходно македонската радиотелевизија, агенцијата МИА. Тоа ли е тоа поимање на видите сега, за јас слободни тоа медиуми? го кажам. Значи, тоа е нивната регулација на медиумите. Значи, ние ќе ги регулираме медиумите така што ќе ги дисциплинираме, ако не слушаат, ќе им ги искршиме прозорците, ќе им ја искршиме опремата, тие има да бидат регулирани како ние што ќе кажеме и има да работат како ние што ќе кажеме. Извинете, меѓутоа, што ќе стане ако ние што не размислуваме како нив, се собереме се и демолираме медиум кој што е проопозицијски или известува повеќе во полза на опозицијата. На што ќе личи тоа? А јас исто имам информација дека тука се демолирани и Радио Слободна Македонија и Република и напаѓани се новинари кои што работат во редакции, кои што се во наводници провладини. Затоа што медиумите, јас колку што ги следам, пренесуваат вести и за позиција и за опозиција. Можда некои лично, емотивно се повеќе врзани. Ние сме луѓе, нели? Не можеме тоа некојаш да го сокриеме. Поише се наклонети кон опозицијата, некој се повеќе према позицијата. Меѓутоа, тоа на никого не му дава право мене да ме спречи јас да се кажам тоа така како јас што го мислам. Тоа е демократијата. На крајот краишта, еве еден нивни медиум за кој што, нели, можда не сум во право, нека ми простат, дека е малку проопозицијски настроен, Телма телевизија, према кој што јас имам, нели, почит и дел од новинарите ги познавам лично таму, донесо одлука 12 најискусни новинари, од кои што исто јас добра половина лично ги познавам, се врвни професионалци, да го изгубат работното место. Така ли оние замислуваат регулацијата на медиумите? Ако така ја замислуваат, тогаш Господ нека ни е на помош. Ако така замислуваат да ги регулираат медиумите и тоа јавно нека им го кажат и на претставниците на меѓународната заедница. Дали во Западна Европа, во членките на Европска унија или во Соединетите американски држави, на ваков начин во еден ден 12 новинари ги губат работните места и тоа тие најискусните кои што имаат најдолг работен стаж, на кои што практички почивала целата Телма телевизија и кои што веројатно некои од нив се и основачи на телевизијата. Мислам дека многу работи почнуваат да излегуваат на површина. Мислам дека многу работи во наредниот период, баш и во делот за медиумите ќе станат многу појасни. Баш во наредниот период мислам дека многу работи ќе се разбистрат, затоа што веќе оваа ситуација е неодржива и мора да се види крајот. Предолго трае оваа криза и мислам дека и на меѓународната заедница веќе не им одговара толку многу што трае. Јас еве почнувам, нели, со моето скромно познавање на политика да ги анализирам изјавите на представниците на меѓународната заедница и изјавата на господинот Хан од вчера. Тие веќе, нели, даваат поддршка експлицитно, јавно, машки што се вика на владата која што се врати. Моje лично мислење е дека, со оглед на тоа дека не се реализирани некои од заклучоците од пржина, во кој што прв услов беше да се формира техничка влада, која ќе спроведе избори, во која што ќе има технички премиер. Екс-премиерот господинот Груевски си даде оставка, која што собранието ја прифати и се назначи технички премиер. Меѓутоа тоа требаше да трае само 100 дена. А ние сме сведоци дека тоа трае малку повеќе од 100 дена. Сега сметам дека господинот Груевски, кој што е легитимен премиер со кредибилитет, кој што го добил на слободни парламентарни избори, треба да си се врати како премиер. А кога ќе договориме датум за избори? Кога сака нека биде тоа? Еве, не ќе да шпекулирам. 100 дена пред тој датум, повторно нека си се повлече. И нека си дојде технички премиер кој ќе спроведува избори. Затоа што оваа ситуација повторно на некој начин без премиерот Груевски, ова е моје лично мислење, без премиерот Груевски повторно е хибридна. Затоа што
со каква цел премиерот Груевски се повлече од владата? Со цел да има избори, а избори нема. Така да сега мислам дека треба да се врати премиерот Груевски, кој што во моментот има најголема подршка во јавноста, тоа го гледам и од анкети, и има добиено подршка од граѓаните на избори во 2014 година. Господине Чебишев, ви благодарам што бевте дел од Пулт на радио. Ми беше чест и се надевам дека нема да биде последен пат. Секако. Ви благодарам уште еднаш, почитувани слушатели, го проследивте разговорот со професор доктор Андон Чебишев, пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН. Останете со Пулт на радио Слободна Македонија, продолжуваме по музичката пауза. Ја слушате политичката емисија Пулт на радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, го привршуваме ова издание на Пулт на радио Слободна Македонија. Денеска мој гостин беше професор доктор Андон Чебишев, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, кој во изминатата недела беше особено актуелен по објавувањето на аферата поврзана со становите на пратеникот од СДСМ и портпарол на оваа партија Петра Шилагов, и како тоа се станува, милионери се купуваат луксузни станови во време на режим. Разговаравме и за шарената револуција, разговаравме за враќањето на парламентот и изборот на староновата политичка влада на ВМРО ДПМН и ДУИ. Сето ова ќе можете да го погледнете на rsm.mk во видео издание и да продолжите да слушате на 96,0. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт на радио Слободна Македонија во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието и за довербата. Останете на оваа фреквенција. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на радио Слободна Македонија со Славица Арсова.